Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. По денешното видео ќе продолжам да зборувам за егомаските на родителите. Значи, највообичаените егомаски кои што родителите ги навлекуваат кога родителствуваат со своите деца, кога се поттикнати во односот со своите деца. И денес поточно ќе зборувам за две егомаски, маската на пасивно агресивно однесување и егомаската на поправувач родител. И таа ги прашува, значи, родителите во својата книга Родителска карта, авторката Шефалица Бари, таа ги прашува родителите: дали родители, кога сте поттикнати од вашето дете, размислете на кој начин вие го пренесувате вашето незадоволство кон нив. Дали комуницирате на подмолен и индиректен начин или пак може би имате потешкоти да се изразувате јасно и на директен начин кон децата. Доколку е така, таа им објасна на родителите дека е можно да ја носите или да ја навлекувате егомаската на пасивно-агресивно однесување. Кои се карактеристиките на оваа егомаска? Карактеристиките, најчестата и најважната карактеристика е тоа што ова маска е многу позлобна. Зошто е така? Затоа што нејзиниот емотивен проектил не представува експлозивен излив, туку таа е представена преку едно пасивно-агресивно повлекување. Меѓутоа, исходот е ист, значи целосна контрола и манипулација. Значи, родителот кој што ја носи оваа егомаска користи внимание или пак недостаток од него, за да може да ги контролира своите деца или најблиските околу себе, и доколку родителите ја користат оваа егомаска, се смета дека нивните деца во најголем процент и тие ќе ја користат ова егомаска, значи ќе тргнат по патот на своите родители. Родителите најчесто кога ја користат ова егомаска, тие го тргат вниманието од своите деца и на тој начин доведуваат до тоа детето да тргне значи да оди по патот на неуспехот. Овие се неколку начини кои што Шефали ги представила во својата книга во однос на тоа во што поточно веруваат овие родители кои што носат маската на пасивно-агресивно однесување. Најчесто веруваат во овие 4 работи, а тоа се: јас сум во контрола и ќе ја употребувам мислата за да ги научам другите на лекција. Второ, ќе ги повлечам чувствата и љубовта за да ги научам да ме почитуваат. Трето, сакам на другите да им покажам кој е во право и тоа ќе го научат преку моето отсуство. И четврто, во што веруваат, на крајот на играта јас ќе победам. Децата кои што се израснати со овие родители, како се чувствуваат? Најчесто овие деца се чувствуваат како да се напуштени, како да се изневерени од страна на своите родители, особено кога имаат потреба да носат некои одлуки значи околу кои родителите не се согласуваат или околу кои родителите едноставно сметаат дека не веруваат во тие одлуки кои што сака детето да ги донесе, и токму поради тоа децата навистина плаќаат една висока цена кога треба или доколку сакаат да одат по својот пат, значи да едноставно да бидат автентични, или пак не сакаат да едноставно да го следат родителскиот пат, и како резултат на тоа овие деца се премногу на некој начин предпазливи и најчесто тие на крајот одлучуваат да го следат родителскиот пат,
затоа што знаат дека цената е премногу висока, премногу болна и премногу тешка, затоа што пред нив родителите само две можности им даваат во нивниот живот додека се деца, значи две работи да можат да одлучат, а тоа се или следи го својот пат, или следи го родителскиот пат. Значи мора да изберат една од тие две одлуки и најчесто децата се одлучуваат да го следат родителскиот пат и се откажуваат од својата автентичност. Значи најчесто се одлучуваат за вториот пат, тоа е родителскиот пат. Како звучи родителот кој што ја носи маската на пасивно агресивно однесување? Најчесто тој им се обраќа на децата на следниот начин. Веќе не ми е гајле, што правиш? Не ме вклучувај и не ми се јавај кога ќе паднеш и кога ќе изгориш. Второ, сам справувај се со своите собствени проблеми. И трето, нема јас да се занимавам со твоите глупости. И Шефали на крајот ги советува родителите доколку забележите дека кај вас некој од вас дека можно е да ја носи ова его маска или пак некој друг близок, навистина вреди да се оди испод чувствата, испод емоциите, испод однесувањето на ова его маска, за да може конечно родителот да се ослободи од неа. Понатаму, втората его маска, за која што зборува наредно Шефали во својата книга, е его маската на поправувач, значи родителска его маска на поправувач или родител кој што сака да ги поправува цело време своите деца, или пак таа ја нарекла его маска на фиксер. Во својата книга таа има значи еден цртеж, интересно е нацртан. Овде пишува How do I fix it на англиски, или значи како да го поправам детето, однесувањето на детето, се мисли. И можете да ја гледате како, да видите како мајката, овде раката како е ставила, значи поставена е спрема телото, значи спрема однесувањето на телото, на низиното тело, на начинот на кој што е поставена раката, што можеме да забележиме дека таа е доста сигурна. Овде се представува како родител кој што е доста сигурен во она што го смета дека незиното лице, што можете да забележите дека на некој начин смета дека е во состојба да знае точно како треба да се справи со однесувањето на своето дете. Овде алатот прикажан. Значи во готовност е, во состојба на готовност мајката се прашува, меѓутоа смета дека располага со исправните техники за да може да се справи со однесувањето на своето дете. И насмевката дури е малку арогантна, толку многу е во себе. Како би било незиното однесување во смисла на тоа, сега јас тебе ќе те поправам. Затоа што јас сум родителот и јас се знам. Значи, точно знам што треба да правам. За да го средам твоето однесување. Сега, Шефали
во книгата ги прашува родителите. Родители, кога сте реактивни со вашите деца, дали влегувате во една паника и во една голема нервоза? Се чувствувате ли како да треба да ги спасите сите? Дали секогаш барате, токму поради тоа, да ги поправате работите за да можете да се чувствувате вие добро? Да можете да се чувствувате дека имате се под контрола, исто како, значи, ова родителка овде. Ако е така, таа им јасно на родителите во книгата, можно е да се работи за ова его маска, маска на фиксер или маска на поправувач. Сега, кои се одликите на овие родители, на родителите кои што носат его маската на поправувачи? Тие во основа се родители кои што премногу преторуваат во односот со своето дете. Главниот емотивен одговор на овие родители кои што ја наметнале оваа маска, за да можат да се справат со стравот, да се справат со паниката со која што тие значи не сакаат да ја прикажат кога родителствуваат, е да ги спаси сите и да реши се. Токму поради тоа што, значи, овие родители во основа се паничари, тие се несигурни и тие се вечно загрижени, меѓутоа главна цел која им е да се биде виден од страна на другите дека се добри родители. Наспроти напаѓачите, на родителите кои што, значи, ја носеа маската на его маска на борци или fighters на англиски, овие родители кои што ја носат маската на поправувачи, пак тие се плашат од конфликти, тие не сакаат да влегуваат во конфликти, користат сосема други техники, а тоа се техника на угодување, на уживање, на разгалување, на решавање, на поштедување, само за да можат да си го смират својот собствен емотивен бунт или емотивни бури кои што му се случуваат внатре во своето тело, и на тој начин настојуваат да ја купат љубовта и вредноста. И од детството овие родители научиле да, за да бидат видени, за да бидат слушнати, тие треба да ја носат маската на удоволување, на угодување и преку прекумерно правење, преку прекумерно давање на себе си. И особено кои родители ја носат оваа его маска? Оваа его маска ја носат родители кои што се особено многу лесно влегуваат во овој мод на маска, родителите кои што се со помек карактер и се со поженствен темперамент. Во што веруваат сега овие родители? Родителите кои што ја носат его маската на поправувачи или фиксерите, веруваат во следните работи. Тоа е прво. Се чувствувам вредна и достојна кога другите ме гледаат како добра. Второ, да им угодувам и да ги спасувам другите е моето внатрешно гориво за стекнување на моќ. Трето, најмногу сум сакана кога поправам туѓи проблеми. И четврто, се надевам дека се гледа, потребно ми е да им бидам потребна на другите, бидејќи така се чувствувам значајно. И понатаму Шефали во книгата објаснува дека овие родители, значи родителите поправувачи, еве ја повторно сликата овде, како го стегнале овој модел? Го стегнале преку наблюдување, значи самостојно наблюдување на родителите, особено на родителите дома, или пак научиле да го следат овој пат, затоа што едноставно тие немале друг избор во својот живот.
И да им објасна на родителите, додека првата маска, која што имаше повеќе подтипови, значи имаше архетипови, меѓутоа главна маска беше маската на борец или родител кој што сака да влегува во напад, во кагви со своето дете. Таа его маска сакаше да ги контролира другите за да може да се чувствува битна, важна, добра. Оваа маска пак на поправувачот сака да ги контролира перцепциите на другите за себе, за да може да се чувствува добро. Зошто? Затоа што овие родители премногу се плашат и не сакаат да бидат отфрлени и оценети како да се лоши. И токму поради тоа тие наклонети, значи нивното внимание повеќе е наклонето на надвор, за да можат да ги контролираат перцепциите на другите за нив. И на крајот таа вели дека родители, доколку препознавате оваа маска, его маска, родителска, кај вас или пак кај некој друг, тогаш значи вреди да се појде, да се испод чувствата и испод емоциите на оваа его маска и однесувањето, за да може, значи, родителот да се растарети од тој товар. Оваа его маска, значи како и маската на борец, значи тие се двете главни его маски и исто така и оваа маска, значи има архетипови, неколку архетипови на маски кои што ќе ги разгледаме во наредните видео. На крајот, родители, останува да ве поздравам, да имате убав ден ви посакувам и се гледаме.